Покрај сите проблеми со кои што секојдневно се соочуваме и треба да ги решаваме, никогаш не ни недостасува доволно убава македонска музика. Во услови на војна, енергетска и економска криза, стопанството ни се наоѓа во сериозна состојба. И како што господинот Никола Тодоров во својата колумна за Дојче Веле заклучи дека фирмите не гласаат, па популизмот налага додворување на граѓаните, но без домашните фирми ќе немаме стопанство, ниту институции, ниту пак држава. На тема економија и состојбите во државата и стопанството разговараме со Никола Тодоров, поранешен министер за здравство, поранешен вице-премиер, сега адвокат. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро ви најдов. Како што најавив, повод за вашето гостување токму колумната која што имавте и во која што ги давате свое видување на состојбите во која што се наоѓа нашето стопанство. Ќе споменеме дека се уште печат спомените од 90-тите години на минатиот век, кога целото стопанство колабрираше и кога над 280.000 граѓани останаа без работа. Невработеноста се искачи на 38% и овие штети од овој период не можеше да се поправат и во наредните 15 до 20 години. Дали сега имаме стратегија и како ќе се справиме со оваа криза? Па тоа го потенцира за да не ни се случи тоа што еднаш сме го преживеале. Така. А тоа е она што го имавме како ситуација во раните 90-ти години, кога целото стопанство за многу краток период колабираше тотално. Фирмите пропаднаа, луѓето останаа без работа. И тоа предизвика еден страшен шок, од кој што потоа тешко се опоравивме. Не знам дали уште целосно сме се оправиле, затоа што тоа после остава и други проблеми раѓа. Значи, остава проблеми и отвара проблеми на друго место. И потоа почнува иселување, почнуваат деградација на целото општество во секој поглед, така натаму. Се секирам да не се случи тоа и овој пат. Затоа што гледам дека светот е многу растресен, светот е во голем проблем. Тоа се рефлектира и кај нас, се рефлектира на нашите компании, на фирмите во државата, кои што се борат многу тешко со конкуренцијата, особено од регионот. Јас се фокусирав во колумната на производствените компании, но посебен фокус ставив на прехрамената индустрија. Тоа е затоа што прехрамената индустрија или индустријата на производство на храна во 90-те години, ако се сеќавате, исто така многу брзо, да речеме, пропадна и потоа многу време требаше тоа да се надокнади, а да не зборам за земјоделското производство, како што е, например, не знам, шекерната репка или сончогледот, кои што исчезнаа како култури во Македонија. Сега нешто почнува повторно, но свативме што значи да исчезне некоја култура. Вообичаено, кога се наоѓате во економска криза, треба да ги искористите домашните ресурси и домашното производство, посебно кај на земјоделството, за да можете да се справите со криза. Меѓутоа, некако искуството не научи да можеме тоа да го искористиме во наша полза. Па, затоа и ова го напишав, да се подсетиме што ни се случувало и да не дозволиме тоа повторно ни се случи, затоа што компаниите кај нас во овој момент се пред колапс. И тоа мораме да го потенцираме. Мерки кои што се нудат обично се хоризонтални мерки и се однесуваат на сите компании. Но економијата не е така хоризонтална. Секоја компанија има различни предизвици со кои што се соочува и мислам дека треба да има таргетирани мерки кои што ќе бидат и по индустрии, а можеби и некаде и по компании, со цел да не дозволиме компаниите да пропаднат. Ние имаме 1600 големи компании во Македонија кои што струјата набавуваат на слободниот пазар и ја набавуваат по цена од плаќаат 32 денари киловат. И кога ќе каже некој 32 денари киловат, тоа на граѓаните може им звучи, па не е многу. Ама тоа значи 500 евра мегават. Тоа значи некои фирми плаќаат по 200.000 евра месечно. 300.000 евра месечно. Поголемите фирми во металургијата плаќаат и по 1 милион евра месечно за струја. Тоа се огромни суми кои што профитните маргини кои што ги имаат фирмите не може да ги покријат. И сега еден месец така, втор месец така, трет месец така, се знае до што доаѓаме. Доаѓаме до колапс на фирмата и потоа ќе следи прв чекор е отпуштање на принуден одмор, така со 70%, следен чекор ќе биде отпуштање на работниците. И тој тренд ако почне е многу тешко да се запре после. Се сеќавате, ќе се вратам повторно на 90-те години кога
огромен број на работници останаа без работа и наеднаш нема фирма која што може тие работници да ги прими. Нема фирми кои што може да ги примат. И затоа, да, ние многу често збориме граѓаните, пензионерите, не знам, студентите, сите тие таргет групи, условно казано, во политиката, кои што, политичарите или владите се насочени кон нив, се важни. Ја не викам дека не се. Ама фирмите се тие кои што, кај што тие работат. Ако ги нема приватните компании во Македонија, и ако луѓето нема кај да работат, ни судството ќе земе плата, ни здравството ќе земе плата, ни полицијата, ни војската, никој. Ни па државата ќе има од што да го финансира буџетот. А кај нас уште поголем проблем имаме што и пензионерите ќе имаат проблем со пензија, затоа што така не е структуриран фондот, да 40% од секоја пензија е исплаќена од буџетот, од централниот буџет, затоа што фондот е недоволен да ги исплати пензиите. И сега во една таква сложена социоекономска состојба, ако фирмите пропаднат, ќе колабира целиот систем. И затоа на крај заклучувам дека ако ни пропадне стопанството, ако пропаднат фирмите, на крај ќе пропаднат институциите, со тоа и државата. И тоа не смееме да го дозволиме повторно. Так. Убаво имате напишано дека ретко која фирма има таква профитна маргина која што може да го издржи овој трошок за енергенси и практично под наводници би рекла стопанството ни е пред колапс. Сега владата представи пакет од 26 мерки, опозицијата предложи само 5 мерки, меѓутоа дали овие мерки се доволни? Споменавте дел од тоа. Па не, мислам дека не се доволни затоа што се како што кажав хоризонтални се однесуваат на можеби голема број на луѓе, но не на секој тие мерки му се потребни. Так. На некој им се потребни, но на некој не му се потребни. Во една мера ќе помогнат, во друга мера нема да помогнат. Например, не знам, намалување на цената на ДДВ-то за струјата, многу мал ефект ќе има. Затоа што компаниите ДДВ-то го враќаат. Так. Може малце ќе им се помогне на ликвидноста на компаниите, ама тоа е минимално. Поголемиот проблем е ова, како таа сметка за струја од 200 или 300.000 евра месечно да се сведе на сметка на струја која што ја плаќаат нашите конкуренти или конкурентите на нашите компании во регионот. Так. Затоа што ќе се случи сега и со отворен Балкан и со отварање, нашата економија е отворена. Така нашиот пазар е отворен. Странски производи се повеќе ќе ги преплуват нашите рафтови со многу поевтина цена и нашите домашни компании нема да може да конкурираат на тие цени и ќе затворат. Ние ќе го изгубиме домашниот пазар. А тоа е најстрашно. Значи, нели секоја фирма се стреми да освојува други пазари. Ама не само што нема да може да освоиме други пазари, него овој домашен пазар што го имаме ќе го загубиме. И ако го загубиме нашиот домашен пазар, тогаш сме го загубиле стопанството, готово. А тоа е она што го претходно го потенцирав. Кога го загубиме стопанството, нема кој да ги финансира институциите, практично државата е во колапс. И затоа, велам, ние мораме да видиме, да најдеме начин како нашите домашни компании да не плаќаат повисока цена за електрична енергија од нивните конкуренти, особено во регионот. И особено во Србија ја потенцирав. Затоа што српските производи се, да речеме, домакинети на македонскиот пазар многу одамна. Тоа не е страшно. Но во една ваква ситуација ние ќе имаме скоро нелојална конкуренција. Ако српските компании плаќаат 86, 87 или до 100 евра мегават, а нашите плаќаат 400 или 500 евра мегават, па цената на чинење на производот што кај нас ќе се произведе во фабрика ќе биде повисока од производот што ќе дојде од Србија тука на рафт. И тогаш го губиш пазарот. Да. Тоа е она кое што е многу опасно во оваа ситуација на кое што државата мора да обрне огромно внимание. Да, ќе речете, можеби струјата е само ја потенцирам, но тоа е првиот фактор што сериозно влие во цената на чинење на производството или на производите и ги прави нашето производство неконкурентно. Так. Тоа е она на кое што државата мора да има посебен фокус и не еднакво на сите. Значи, не така хоризонтално за сите исто. Некои компании можеби може да поднесат цена на струја 250 евра мегават. Затоа што имаат повисоки цени на производство, повисоки цени на нивните производи, извинете. Но некои компании не може да поднесат таква струја, а ја мислам скоро никој не може да поднесе 500 евра за мегават за електрична енергија. Затоа велам, не треба хоризонтални мерки, него таргетирани мерки за стопанството, посебно за 2600 големи компании, но и за останатите компании и посебно за компаниите од прехранбената индустрија, која што не смееме да дозволиме да колабира.
Така. А убаво велите да освоиш пазар е многу тешко, ама да освоиш пазар што си го изгубил е уште потешко, но најтешко и поразително е да го изгубиш својот домашниот пазар. Да. Токму затоа треба да им се овозможи на нашите производствени фирми да бидат конкурентни на пазарот, затоа што еве ќе земеме пример, земјоделците се соочуваат со многу ниски откупни цени кои што во продавниците на пазарот достигнуваат енормно високи цени и тука доаѓа до злоупотреба на производството. И тоа е нерегулирано во нашата држава. Па, тоа е сериозен проблем. Од една страна земјоделците се жалат на ниски цени, а од друга страна граѓаните се жалат на високи цени на рафтовите. Точно. И сега тоа се гледа дека постои некаков проблем на пазарот. И тој проблем на пазарот треба да се реши и може да се реши единствено со интервенција на државата. Некаква интервенција. Сега таа интервенција не мора да биде директна, да секогаш што не знам некој откупи или поимане вмешување во производството, а никако ние сме друга така пазарна економија, но мора да има некаква регулација, така која што ќе оневозможи вакви проблеми. Затоа што ако земјоделците имаат толку ниска цена, по која што не им се исплати да произведуваат, нема да произведуваат. И потоа ќе се соочиме со потребата од скап увоз. Ја на почетокот на емисијата споменав за за шекерната репка и за сончогледот. Да. Тоа се култури кои што исчезнаа во минатото од овие причини. Так. Немаше интерес кај земјоделците да ги произведуваат заради ниската откупна цена. Има и други проблеми, таму низок принос и така натаму, технологии застарени и мали површини, кај нас просекот е до 2 хектари, така да тоа се многу мали површини и оневозможуваат да имаме добар принос, но тоа се мерки кои што треба државата да ги преземе со цел тоа производство да расте. И еве сега видовме во услови на криза, во услови кога се затвараат граници, во услови кога државите стануваат себични, оправдано себични и гледаат своето производство да го задржат со своите граѓани, ќе се соочиме со недостаток од тие производи. И ако ние дома не ги произведуваме, или ќе ги купуваме во помали количини од потребните, или ќе ги купуваме по екстремно високи цени. А секој тоа не може да се го дозволи? Не, тоа може да се дозволи месец, 2, 3, 4 и потоа се исцрпува економијата. Секој не може да се ги дозволи тие високи цени. Се исцрпува буџетот, и семениот и државниот и ќе дојдеме во една многу сериозно незавидна ситуација. Така. Споменавте дека мерките треба да бидат таргетирани за секој сектор од индустријата и стопанството посебно, меѓутоа се осврнувате првенствено на прехранбената индустрија, затоа што превисоката струја ги зголемува трошоците за производство и овде доаѓа до зголемена цена и на производите и затоа треба мерки кои ќе ги направат производствените капацитети, компании, особено оние од производство на храна, конкурентни со останатите компании од регионот. Рековте дека сме отворена земја, треба и тоа да го искористиме. Покрај можноста домашните производи да ги искористиме за домашниот пазар, меѓутоа треба да сме отворени кон регионот. Ние мора да сме отворени кон регионот. Не велам ја да се затвориме затоа што нашето стопанство и нашата економија не е самодоволна. Не знам ни дали постои таква во свет, можеби една или две држави кои што така функционираат. Да. Но економијата е отворена и мора да остане отворена. Она што мене ме загрижува е тоа што го потенцирав е да не го изгубиме собствениот пазар. Так. Затоа што нашите фирми мора да се стремат да освојат пазари, други, за да имаме девизен прилив, за да расте компанијата, да расте производството и така, да расте вработеноста, така во државата. Но ако го загубиш собствениот пазар и ако странските производи ги преплават рафтовите во маркетите, така, тогаш ние имаме огромен проблем за нашето домашно производство и огромен проблем за невработеноста. Затоа што ќе прават компаниите? Ќе почнат да отпуштаат работници. Ако отпуштат, 50 или 100 на почеток, можеби не е страшно, ќе најдат работа во друга компанија. Ама ако тоа отпуштање, 1000 работници, ваму 500, таму 100 на друго место и ќе дојдеме до нешто ни се случуваше во 90-те години, кога огромен број на работници наеднаш останаа без работа. И тогаш веќе имаш многу сериозен проблем, затоа што се зголемува невработеноста, тоа ќе повлече намалување на потрошувачката во државата, намалување на целата економска активност и луѓето нема да имаат избор. Потоа ќе мора секој човек си бара екзистенција, така. И што е тоа што ќе го побара? Ќе побара иселување, ќе побара работа во странство и ќе продолжиме да тонеме и во тој поглед
од аспект на демографија, кој што и така ни е голем проблем во државата. Ние од аспект на демографија имаме страшен проблем и мислам дека тоа во овој момент е покрај ова сега што говориме со струјата и со економијата, еден од најголемите проблеми во државата. Затоа што па и тоа е поврзано со ова се што го говоревме. Ако ние немаме луѓе во државата, нема кој да работи, ама па не сме ни пазар. Така. За никој сме неинтересни. За големи компании сме неинтересни. Нема да доаѓаат тука да отвараат своји производствени погони, затоа што нема да има кој да им работи во тие погони. Немаме уште многу време, затоа ќе се обидам две прашања во едно, па да успееме да одговориме на се. Говориме за сериозната состојба на нашето стопанство, домашното производство, заштита на производите, меѓутоа мораме овде да ги споменеме и странските инвестиции и секако нивното привлекување да можат и овде да обстојат и да дадат свој придонес за нашето стопанство. И секако ова ќе го споменам, од Стопанската комора направиле анализа на цените на мегават час во регионот и овие нивните податоци покажуваат дека фирмите во Македонија плаќаат најскапа, во Босна и Херцеговина најевтина струја. Тоа е коренот на проблемот. Да. Од последното ќе се вратиме. Ако плаќаме ние најскапа цена за електрична енергија, најскапо ќе не биде и производството. Затоа што во многу производи цената на електрична енергија учествува со голем процент. Кај некаде учествува со 15, некаде со 20, некаде со 30% можеби во цената на чинење на производот и тоа автоматски го покачува ја покачува цената на тој производ. Тоа е една работа. Втора работа е ова со привлекувањето на странски инвестиции. Ако ние кај нас се плаќа струја од 500 евра мегават, а во околината се плаќа 100 или 150 или 80 или 200, зашто некоја компанија странска би дошла тука кога имаме релативно слична околина? Релативно слично ниво на плати, релативно слично ниво на развој и раст на економијата, така да јас знам ние кога сме се надпреварувале да привлечеме странски инвестиции, ние сме се надпреварувале обично со земите од регионот. Да. И сега во тој надпревар автоматски ние тргаме од многу лоша стартна позиција. Ако струјата кај нас се поскапа, а таа струја сериозно учествува во цената на чинењето и производ, тој ќе одбере земјата каде што цената на електричната енергија е пониска. И со тоа ќе изгубиме нови потенцијални странски инвеститори. Кратко за крај ќе се осврнеме на она што е најново се однесува на мерките што ги превзема владата, препораки за штедење. Сега прашањето е дали ќе има кратење на платите во јавниот сектор. 30% од вработените во јавниот сектор да работат од дома, а платите да им се уредуваат согласно законските прописи. Ова е планот за штедење на владата која што ги крена на нозе синдикалците сосема оправдано и требаше да се донесе и пакет од мерки за помош на стопанството, но владата одлучи тоа да се случи кон крајот на месецот. Краток коментар за ова. Краток коментар, ако не се помогне прво стопанството, овие мерки за администрацијата ќе бидат тотално недоволни. Да. И задоволството, ова сега што го има незадоволство, ќе биде минорно во однос на незадоволството што ќе се креира понатаму. Затоа што ако пропадне стопанството, нема да има кој да ги плаќа тие административци. Така. Што земаат плата. Затоа што овие 600.000 и кусур што работат во приватниот сектор, ранат или ствараат доход во Македонија, вака пластично да се изразам, за 1.100.000 или 1.200.000 граѓани. И тоа се овие сите, и администрација, и пензионери 340.000, и лица до 18 години, така, деца, така натаму, кои ги собереш сите тие се 1.200.000 луѓе кои што на еден начин се хранети или од овие кои што го ствараат овој доход. Така да, овие мерки ќе бидат недоволни ако прво не се стави фокус на стопанството и затоа беше мојата колумна да апелирам прво да биде стопанството помогнато, за да може потоа да се помогне на сите останати во државата. Проблемите ги знаеме, само треба да се најде решение. Да. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Со следна анализа на слична тема се гледаме во некој друго издание на Македонија Научи. Благодарам на поканата. Почитувани, кратка пауза со дел од програмската понуда, па одиме во другиот дел од студиото, реализираме линковско вклучување.